дискутирајте во групата, носете одлуки, најпрво самостојни, а потоа ги споделувате во групата. Дали е јасно се? Да кажеме за црвената шапка. Емоциите. Кои емоции, Ивана? Среќа, радост, лутина, гнев, гневен е човекот кога на друг начин се представува лутина. Запишете наслова, дали сите го запишате? Црвената шапка, капа на емоции, капа на емоции, обработка на лектирата код седелче, дури и негативните емоции можете да ги представите, значи позитивни и негативни. Жолтата шапка што правеше? Донесува позитивни критики и кажува надеж дека проблемот ќе биде решен. Дали може да чувстваме малку музиката коца? Нема да ви смета? Добро. Што заеднички сакате нешто да дискутираме? Зелената шапка дали е јасно што треба да правите? Да се водите од мислата дека објаснуваме ликот на Гоце Делчев и од оздола лектира Гоце Делчев. Ако земеме од историски аспект да го гледаме после, има многу запишување. Ние ќе се задржиме во рамките на лектирата. Договорено? Тоа што било дадено во лектира, но кај црната шапка може да се искористи вашата идеја како откритија. Во жолтата шапка можете да го смените крајот. Во жолтата шапка може да го смените крајот. Што вие замислувате дека може да се случи, односно како би се случило во инакво да заврши романот? Зелената шапка може да многу иновативни решенија. Некоја дадена ситуација, Никола, како што беше моментот кај што гумерте, како поинаку би ја решиле? Што би направили? Дали така би изреагирал кога би бил на Гоце Делчев? Ајде, осврне се на еден проблем. Сината шапка да пуштиме само малку музика. Дали ви се конструктивни разговорите?
Повели? Сега друг. Синята капка искра. Разликувате реалност. Реални ситуации. Вие кажете за това, ще беше за Реален ли код на кој се? Што се кажа? Ние се договорихме да ги напишеме на новините, после да нацртаме всеки дел, се договорихме како наша се некомплицирана част. Може да се послужите со истражувањето што го правите за домашна работа подос на никој поседелце. Добро? Кажи, Ана? Да. Може да ги... За секоја емоција, Тео, напишете си вие за секоја емоција во нешто и после ти ги склопиме во едно. Добро? Ивана ти истражувал. Како ви оди? Ликот на поседелце, што дефилата поседелце, обработена преку техниката 6. Дали ви се конструктивни да говорите? Добро. Сина капа. Реално се осликува. Искра, поседелче, реално, како клипе, темпераментен, искрен, трудолюбив, безстрашен, уман, уман. Трудолюбив по однос на тоа дека сака многу да учи. И сите овие кога ги наброите, ги склопиме во една реченица, во едно заедничко решение. Заклучок. Одлука треба да напишете. Како оди деца? Дечки? Ајде да видиме како оди работата. Добро е сега. Се гледате? Да. Ајде. Дали веќе договорот падна? Да. Добро. Имате потреба од моја помош? Имате потреба од моја помош? Малку, ајде почнете. Виктор. Ајде, Дано, пишувај. Ајде. Еве, Јана помага. Браво, Јана. Заедно си соработувате, така треба. И дека применуваме групна форма на работа, нели? Ставим Пепе маската на нос, ете така. Ајде. Може да почнете? Договорено. Имаме работна атмосфера, што е многу важно. Кажи, Јана? Ако да добро, преместете се. Не, нема потреба сега од такви преместувања. Ајде, лидери на група, анимирајте ги малку. Се договоривте? Ајде. Добро, ајде.